Сатурн во 8-та астролошка куќа во вашата натална карта. Ако можеби и вие го имате Сатурн во 8-та астролошка куќа, тогаш ова видео ќе биде за вас. Сатурн е една енергија која што не блокира. Многумина се плашат од Сатурн. Сатурн е една енергија која што ни поставува граница. Сатурн бара од нас да бидеме мајстор на својот живот. Како? Преку дисциплина и одговорност за својот сопствен живот. Затоа е многу битно да се знае каде се наоѓа Сатурн во вашата натална карта, на кое поле. Сатурн може да донесе и голема врста на страф. Затоа не се плашите од енергијата на Сатурн. Само ако го пратиме неговиот пат, ќе може да бидеме успешни на тоа поле каде што Сатурн се наоѓа во вашата натална карта. 8-та астролошка куќа значи зборува нешто за кризните ситуации во нашиот живот. Но не само тоа. Зборува нешто и за интимниот свет, значи со таа интимна блискост со вашиот партнер. Зборува нешто и за финансиите кои што ги делите со вашиот партнер. Значи тие заеднички финанси што ги имате. Исто така зборува нешто и за тоа што можете да наследите од некого. Кризните ситуации ги доживуваме ние сите во нашиот живот. И затоа, кога Сатурн ќе се најде во 8-та астролошка куќа, значи тоа зависи како е поставено вашата куќа, може да го доживувате како една доста деструктивна енергија. Затоа што со Сатурн во 8-та астролошка куќа, ако доживувате некои кризни ситуации, психолошки кризни ситуации во вашиот живот, може да не може толку лесно да го најдете излезот. Што сака сега Сатурн да ве научи? За да постанете мајстор на тоа поле, се бара да ја отпуштите таа контрола врз вашиот живот. Затоа што контролата не можеме да ја задржиме во нашиот живот. Па тоа ќе биде доста стресна ситуација, ако ние нон-стоп држиме контрола врз нашиот живот. Тоа ќе биде доста стресно за нашето тело, за нашиот дух и така и на крај ќе може да се разболеме. Затоа Сатурн на ова поле, на ова 8 куќа, бара, значи, да се остави таа контрола врз животот. Во интимниот свет, значи во таа интимна блискост со партнерот, исто така се бара да ја напуштите таа контрола, значи да се отпуштите едноставно и да верувате дека ќе можете да постанете толку блиски со вашиот партнер и да не се исплашите можеби дека партнерот ќе можете на некоја врста да го изгубите ако успоставите толку голема блискост со вашиот партнер. За финансиите што ги делите можеби со вашиот партнер, може да доживеете една врста на ситуација каде што исто така добивате страф и сакате да ги држите исто така тука контрола врз тие заеднички финанси. Но, видите дека тоа е исто така доста стресна ситуација, нели? Баш за мене тоа ќе биде интересно да ми напишите на коментарите како вие го доживувате Сатурн во 8-та астролошка куќа. Значи се бара да се излезе од таа енергија на стравот и на држање на контролата за вашиот живот. Затоа што тоа може да биде за психата доста деструктивно и на крај така ќе се разболете. Многумина што ги познавам што го имаат Сатурн во 8-та астролошка куќа, значи они не се во некој брак. Зошто? Затоа што се плашат од тоа. Не можат да воспостават една врста на блискост со партнерот. Зашто? Затоа што се плашат да го изгубат.
Значи, сака да држи една контрола, можеби, врз своите емоции, во својот живот. Зато, напуштете таа контрола. Почнете да верувате дека све си има некоја смисла во животот. Ако тоа го сватите, ќе можете тој Сатурн на еден конструктивен начин да го живеете во 8-та астролошка куќа. И на крај Сатурн ќе ве награди и ќе ви донесе голема стабилност на тоа поле. Јас ви посакувам голем успех и се надевам се слушаме и се гледаме до скоро. Чао!